Министерството за транспорт и врски даде зелено светло за донесување на деталниот урбанистички план во општина Виница за блок 2, дел 2 и дел 3 во местото викано Ила со вкупна површина од 19,30 хектари. На барање на нашите сограѓани забрзана е постапката за донесување на деталниот урбанистички план, поточно за блок 2, дел 2 и 3. Овој детален урбанистички план е со површина од 19,3 хектари. Во него се предвидени повеќе намени, како големи трговски единици, мали комерцијални објекти, Г2, Г3, Г4, тоа се лесна и незагадувачка индустрија, тука се предвидени и сервиси, како и реновирање на постојната бензинска пумпа во нашата општина. На последната седница на Советот на општина Виница се утврдија и нови цени за наплата на пазарна такса. По самата дигна реакција, овие што ги држат зелените тезги, као им доаѓаат од други градови со комби, со камионче, па паркираат пред нив, па им сметаат. Значи, ни решивме да го легализираме тоа на еден начин, со тоа што од тезга, од метар квадрат ги си плаќаат 350 денари, ама тоа значи за 26 по 4, 24-5 дена во неделата, што е иста сума као за 4 дена што плаќаат во пазарите. А овие што се со комби или со камион ќе плаќаат по 150 денари од затечена состојба. Тие се инциденти, не се секој пат исти. Со тоа што по план ќе имаме инкасатор, значи обично по план доаѓаат и ќе го наплаќат тоа. И да има ред, значи овие се таму, затоа што оние еден преку друг, па меѓу нив настанува пречки, вамо таму, ја слушнат, ама тоа се само сега муабети, не можам да тврдам ништо дека е така, као некој порано им наплачал нешто, што како, не навлегувам во тоа. Јас сакам со одлука на управен, со одлука на совет, значи од 1 јуни тоа да го спроведеме на дело. Воведувањето на пазарната такса е заради поплаките од пазарџиите дека досегашната паушална наплата се вршела селективно.